вашето присуство денес. Всушност, на ова пресконференција сакаме да ја запознаеме јавноста со Медина. Медина има 1 година и полека, но сигурно го започнува својот живот во мрак. Зошто е тоа така и ние се прашуваме, односно веќе 3 месеци чекаме одговори од надлежните институции да ни одговорат на ова прашање, меѓутоа до денес одговор конкретен немаме добиено. Меѓутоа едно е сигурно. Медина е следната жртва на нашиот нефункционален здравствен систем, на протоколи, процедури, суети, игнорирање и нехуманост. За да ја раскажеме приказната на Медина, се започнеме со моментот на незиното хоспитализирање на клиниката за детски болести, оддел за хематологија Скопје, во октомври 2014 година. Хоспитализацијата беше со цел да се утврди точната диагноза по која што треба да се започне со тераписка процедура. Меѓутоа, заради промените кои што настана на двете очи, кои што укажува на ретинобластом, односно тумор кој што води до слепило и кој што може да го зафати исто така и мозокот. Лабораториските и имиджинг исследувањата на клиниката требаше да покажат по која тераписка процедура треба да се започне со лекување, меѓутоа за истото беше потребно да се консултираат со конзилиумот на клиниката за очни болести, исто во Скопје, од каде што всушност добија известување дека диагнозата, односно симптомите, клинички навидум укажуваат на ретинобластом и може да се започне со хемотерапија. Меѓутоа, одделот за хематологија по нивните протоколи укажа на фактот дека за истото не може да се започне со процедура, бидејќи не е утврдена сигурна диагноза, а за кое што е потребна офталмолошка интервенција од клиниката за очни болести. За ова истото да се констатира, можете да забележите отпусната листа во која што јасно и недвосмислено е укажано дека станува збор за неусогласеност на ставовите на клиниката за детски болести и клиниката за очни болести, односно не успеале да се договорат по чиј протокол треба да се започне со лекувањето на малата Медина. Мајката на Медина 35 дена, чекајќи одговор од клиниките, побара испис од самата клиника, бидејќи не доби конкретни информации за начинот на кој што ќе се лекува. Следната недела се упати во нашето здружение, барајќи одговор на незините прашања, меѓутоа ние, за да добиеме конкретен одговор, испративме пријави до Министерството за здравство, до Државен санитарен и здравствен инспекторат, до Народен правобранител и до директорот на клиниката за детски болести. Следниот месец добивме одговори од Народниот правобранител и од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, во кој што ќе забележите дека јасно укажуваат на фактот дека станува збор за неусогласеност на ставовите на двете клиники, меѓутоа не утврдуваат повреда на постапката, туку напротив укажуваат на превземање дополнителни процедури според кои што всушност малата Медина го забрзува слепилото, а не може да започне со лекувањето. До денес министерот за здравство и директорот на клиниката за очни болести нема одговорено на нашата пријава како орган кој што треба да ја реши дилемата по чиј протокол треба да се лекува малата Медина. Од тие причини ние прашуваме денес од кого мајката на Медина треба да побара здравствена заштита на незината ќерка и да не доживее живот во мрак, и нели министерот за здравство е всушност надлежното лице кое што треба да врши надзор и контрола над работата на клиниките и на тој начин да овозможи квалитетна и навремена здравствена заштита на пациентите. Зошто не ни одговара министерот за здравство на нашите прашања? Повелете за вашите прашања. Микрофонот е само.